Денеска беше на ред голбалот, играта за слепи лица, што најавивме и минатата недела, бидејќи оваа популација е поретка слепи слабовиди на ниво на Македонија и имаме екипата од Државното училиште за слепи слабовиди по Канада, каде се овие деца од цела Македонија се тука, фактички еден вид на репрезентација ова, но имаме и други деца кои го гледат, го следат како иде тоа и на крај ќе синхронизираме и они да го прават тоа. Ова е многу интересна игра, на светско ниво е многу позната, ова е олимписка игра, светска игра, каде што има светски првенства и светска федерација за голбалот. На ниво на светот ова е многу позната игра, само кај нас можеби не е доволно развиено, бидејќи помали градови, помала е бројката, спортските сали, фалати, не е развиена толку, али мене многу ми беше битно вие да покажете на граѓаните на Тетово и околината да видат за што се работи, што е ова игра, што значи голбал, како се игра. Ова е игра која се игра 3 на 3, има право на 3 замени, е на 9 метри ширина голот, на 18 метри далечина, на одбојкарски терен може да се каже, и се игра со центар и 2 крилја. Има некои правила на шутот, од колку далечина смее да се залета и вие самите ќе фатите некои секвенции па ќе ги видите тоа. Каква порака сакате да испратите? Па ова е веќе пораката покажана и самиот банер покажува инклузивен спорт. Сите деца треба да им се даде можност да знаат дека не значи дека е слепо слабовидно и не може ништо да прави. Да значи само да докажеме дека за сите категории има активности, има федерации, само на сите треба да им се дадат можност, за да можеме, моја цел е во иднина овие активности да бидат колку толку покриени и од општината, за да можат да бидат една традиција, да не бидат кампањски, зашто сме рекли, Европска унија, меѓународни институции може да ни помагаат кампањски, но не може да не држат во живот секоја година. Така да ова нека биде еден пример и ние овие сите резултати што ќе ги собираме, ќе ги доставиме до градоначалничката и било кој наред кои ќе бидат новите градоначалници за ова да влезе во програмата на градот и да може секоја година да се има првенства и помасовни и помасовни. Што спортот значи за лицата со оштетен вид? Во принцип, пред се добро здравје, заради тоа што општо е познато дека заради слепилото нашите деца малку помалку се движат од нормалниот свет и како резултат на тоа на таа статичност во текот на годините, значи со тек на годините на 40-50 години обично им се јавуваат кардиоваскуларни заболувања и некои други заболувања од ваков вид или ваква природа. Ние се трудиме значи со воведување на разни спортови да тоа го сведеме на што помал број да ги има или ризикот да е помал и така натаму и така натаму. Млада федерација сме, значи не може да се пофалиме со некои посебни спортски успеси. За овој период од кога постоиме, значи воведовме шоудаун или пинг-понг за слепи, воведовме пикадо за слепи. Овие се традиционални спортови, голбалот на пример, да речеме сега има некои 50 на години. Првото првенство во голбал е организирано 68 или 69, не сум сигурен. Во Сарај сега имаме многу подобри услови, тогаш се играше на бетон и така натаму и така натаму.